Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во училница на час по македонски јазик. Јас сум Тања Јанкуловска, наставник по македонски јазик во Основното општинско училиште Блаже Конески во Скопје. Денес ќе се запознаеме со наставната содржина, функционални стилови и подстилови која е наменета за ученици од 9-то оделение. Цели на овој час се: да се запознаеме со поимот стилистика, да се запознаеме со функционалните стилови и подстилови и да научиме да ги препознаваме и применуваме функционалните стилови и подстилови. За работа на овој час ви се потребни компјутер или лаптоп на кој можете да го проследите овој час, учебник, тетрадка и прибор за пишување. Стилистика е наука за стилот на говорење и пишување, односно за начинот на изразување на мислите, чувствата и впечатоците. Функционалните стилови ги употребуваме во зависност од тоа каде, со кого и за што зборуваме или пишуваме. Например, различен стил на зборување ќе употребиме при комуникација со пријателите, со наставниците и претпоставените, со некој кој има повисоко или пониско образование и така натаму. Различно ќе се изразиме кога пишуваме есеј, научен труд, писмо, молба или некој друг пишан текст. Секој човек во различни ситуации и заради различни потреби употребува различни функционални стилови. Функционални стилови се: научен, административен, публицистички, уметничко-литературен и разговорен стил. Научен стил. Научниот стил ја опфаќа областа на науката, образованието и просветата. Специјалисти во определени области изнесуваат научни сознанија или се обраќаат кон популацијата со цел да ја заинтересираат за некоја научна област. Карактеристики на научниот стил се: претходно осмислен исказ, монолошки карактер, строг избор на јазични средства и тежнење кон употреба на нормиран јазик. Овде имаме пример за научен стил, го имаме законот за инерција, односно првиот Њутнов закон кој гласи: секое тело во природата настојува да остане во релативно мирување или да се движи рамномерно праволиниски, се додека не го принудат некои сили таа своја состојба да ја промени. Административен стил. Административниот стил опфаќа општење меѓу државата и граѓаните. Негови карактеристики се: точност, јасност, конкретност, прецизност и објективност. Овој стил го среќаваме во законски документи, општествено-политички документи, дипломатски документи, лични документи и друго. Имаме и пример за административен стил, кој гласи: ова е решение за користење годишен одмор. Врз основа на членовите 25, 26, 27 од Законот за работни односи, член 15, му се издава ова решение на работникот Петар Николовски за користење годишен одмор во траење од 26 дена. Понатаму, публицистички стил, односно стилот кој ги покрива сите области од општествено-политичкиот живот, како политиката, економијата, науката, образованието, културата, спортот, секојдневниот живот, односно сето она што го има во весник и на вести. Овој стил го употребуваат новинарите во весниците, списанијата, на радио и телевизија, што значи дека има писмена и устна форма.
Јазикот што се употребува во овој стил е литературен, а стилот е стегнат со кратки и јасни реченици. Овој стил има две функции – информативна и пропагандна. Имаме пример за публицистички стил, односно вест, која гласи: Салвини, работници во Милано стануваат суперхерои за да развеселат деца и возрастни во изолација и во болница поради коронавирусот. Градежни работници во Милано се претвораат во суперхерои во слободните денови за да им подарат насмевка на хоспитализираните деца и пациентите со COVID-19, кои се принудени да бидат во изолација. Прекрасна идеја и големо срце. Мирна ноќ, пријатели, објави Салвини на својот профил на Facebook. Разговорен стил. Овој стил се применува во неофицијалната комуникација, односно во секојдневните разговори меѓу луѓето. Најчест е во устна форма, но може да биде и во писмена. Разговорниот стил го карактеризираат спонтаност на изразот, изобилува со форми за обраќање, заповедни форми, емотивност, хумор и слично. Имаме пример за разговорен стил кој гласи: Здраво, како си? Каде одиш? Во сендвичара, да купам нешто. И јас одам таму. И јас треба да купувам. Ајде, ќе одиме заедно. Уметничко-литературен стил. Овој стил се однесува на уметноста, односно на сферата на естетското комуницирање меѓу луѓето. Овој стил се карактеризира со сликовитост и изразност кои активираат фантазијата што се постигнува со широка употреба на стилски фигури. Јазикот на уметничката литература е поширок од литературниот, бидејќи се употребуваат и дијалектизми, архаизми, историзми, неологизми и така натаму. Во уметничката литература спаѓаат литературни творби, од народното творештво до авторски дел, романи, раскази, драми, песни и така натаму. Овде имаме пример за уметничко-литературен стил кој гласи: Ирина бавно се исправа, преминува со влажната рака на чело. Лебитите ја запираат играта, зачудено ги вртат главите. Марина зема некаков предмет од кајчето и со голема силина го фрла во водата. Лебедите ги шират крилата. Два прекрасни заводливи лака непријатно плискаат. Функционалните стилови имаат и подстилови. Научниот стил ги има овие подстилови. Строго научен, каде што се пишуваат монографии, докторски и магистарски трудови и слично. Научно учебници, кој служи за учебници, предавања и слично. И научно популарен, кој го среќаваме во книгите, статиите и слично. Подстилови на административниот стил се: законодавно правен, кој служи за закони, решенија, наредби и слично. Политички, за реферати, изјави и слично. И делове, кој служи за договори, утврди и така натаму. Подстилови на уметничко-литературниот стил се: прозен, кој се изразува преку раскази, новели, романи, поетски, се дели на лирски и епски, и драмски, кој ги вклучува драмските текстови. И за крај на часот, ајде да повториме што научивме денес. Денес се запознавме со поимот стилистика, која е наука за стилот на говорење и пишување, односно за начинот на изразување на мислите, чувствата и впечатоците. Функционалните стилови ги употребуваме во зависност од тоа каде, со кого и за што зборуваме или пишуваме. Функционалните стилови се: научен, административен, публицистички, уметничко-литературен и разговорен стил.
Функционалните стилови имаат и подстилови. Подстилови на научниот стил се строго научен, научно-учебнички и научно-популарен. Подстилови на административниот стил се законодавно-правен, политички и деловен. А додека подстилови на уметничко-литературниот стил се преузен, поетски и драмски. Ученици, за дома ќе имате да направите вежба со другарче и заеднички да анализирате зашто најчесто разговарате. Ви благодарам на вниманието и ви честитам на знаењето. Довидување.